Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божји се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките по дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Па слава му на Господа, ете во Британија 30 години скрби утеха. Драги луѓе кај македонците, овој пат сум сам, со мене е Господ, мојот другар Страшко Милошевски во Нов Зеланд. Му благодарам на Министерството за култура, која не може да се нарече така, бидејќи за 30 години на скрби утеха ни еден денар не одвои од буџетот. Можете да си ги трошите парите за политички за фрканци, но вие врска немате со македонската култура. Да финансирате ЛГБТ заедници, да правите двојазичност на Министерството, а за театарот скрби утеха немате пари. Не ви е дадена такво право да ги трошите парите да го лажете народот. Срам да ви е. Славам 30 години, овде сум во Лондон, ме примија македонците во Британија, да сме живи и здрави, продолжуваме понатаму со скрби утеха. Един, два, дозволете ми да се представа. Аз се казвам академик Аспарух Докурчев и платих партиципација на тендера за същиот народ за вас. Искам да искажа ставовите ми за македонскиот вопрос, господа и дами, да разрешат тази состојби на безвремени идентитети и слични торжества. Разбира се, всичко е болгарско в тази земја, по којато тот час сега, като е записал наш голям поет Николај Йонков Вапцаров во својата песен тази земја. Мисля, че ја знаете. Един, два, внимание, врша рецитација, да хвана ритама. Един, два, три на нож, един подвишка, тази земја по којато тот час сега, един, два, не се е родил Машинецко, не може да задоволи жена, един, два, тази земја, абе, доста со това, един, два, тревожа се с рецитацијата, благодарија. Дами и господа, няма никакви македонци, павлагонци и пеонци. Поразително е да се откорњава един народ, същиот народ. Много се тревожи с Македонија! Дами и господа, за тоа објавувам декрета за македонскиот вопрос. Молям ви да станете на краката си да подсилиме торжествениот момент. Од днес няма да истича реката Вардар през Бялото море, ами ще изтича и ще протича през Чарното море. Малкуцка ще я завърнеме, бе! И с тази състояние завинаги ще се разреши македонският въпрос. Един чума, два, три, нароша, един чума. Отивам си
Ами на кратко, ще се врна. Моите думи не се тралала. 3 на ноше, вид повишка, 1-2, всичко е наред, отзад и отнапред цар Борис. Тра-ла-ла-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Браво, дека сега гледам како да вие 3 вечери, дека најмногу се собрани. Тоа е благодарение на Ненад. Да, не знам колку се јави на повеќе од претходните 2-3 вечери. Ние бевме во петок во Оксфорд, исто ова е професор Тихомир Стојановски, професор на Факултет за драмски уметности и директор исто на театарот Скрб и утеха. Има многу представи, има CD-ња, мислам тој ќе представи после. Сакам да кажам дека Оксфорд беше одлично. Бевме малку помалку од дека околу 15-20, али и сите беа задоволни. Вчера исто имавме во централен Лондон, во Скрб и утеха. Беше нормално потопло додека, сега малку е поледно, али исто бевме задоволни. Имаше многу... Виставата беше прекрасна, малку емоционална, жалостна и вистинска. Али без повеќе да одолжувам, сега ќе опреставам професор Тихомир Стојановски, кој повеќе ќе ни раскаже со некои сцени и од неговиот театар. Дека ова беше прекрасна представа. Ви благодарам за вашето присуство тука во Лондон. Ви благодарам за искрените поздрави према македонците. Едноставно македонщината треба да живее. Да сте ми живи и здрави. Фала. Професор Тихомир. Дојде време, о македонци, да ви се обратам со лицето и умноста, како што прилега на македонската филозофска школа. Јас, Аристотел, син на славниот македонски народ, во татко ми Никола Македонецот, царскиот македонски лекар и исцелител. Дојде времето, несомнено, секогаш доаѓа времето за мојата последна беседа, стоички, по патеката на етиката и изборот личен. Вие самите, о македонци, ќе ја изберете патеката по која ќе врвите понатаму из мајката историја. Што всушност сакате да бидете? Тоа што сте биле или тоа што сакаат да ве сторат другите, соседите, победниците, безнапошците? Поразен е оној што заборавил да се бори, што се бои од бојот, што не умее да сонува за слободата и македонската светост. Што сакате да бидете слуги, склавени, славени, саштисани робови на украдената ви култура, дресирани и обучени да го сакаат повеќе туѓото од своето. Или пак да бидете едноставно тоа што сум јас, татко ми мој, Никола Македонецот, Филип, Александар и другите по Божиот ред и поред. Несомнено, историјата татми во вас, во вашите дамари и тапани, во Хомеровите метрички стапки кои ги играте до денеска на свадбите, Хомерите, пеаните, погребите и другите Орфееви адети, о македонци.
Секој самиот патот го бере и решава што ќе биде. Македонец со сила не се бидува, кој милува да биде слуга, склавен и другите синоними на македонците нека повели. Но кој македонец сака да остане, оставете го да врви по патот на светлината Божија. Зашто македонец не е само етнос и едност, туку духовна сила и величие, став и разбирање како е устроен светот по патеките на духовноста. Не сакатете се во срцето и во умот, бидете чеда со дух македонски. Одан. Јас сум професор Тихомир Стојановски, инаку сум уметнички директор на театарот Скрби утеха. И ние играме доста многу представи. Кога се направи идејата за Обединета Европа, решивме да провериме дали тоа функционира во македонскиот пример. Дали функционира во Пиринска, во Егејска, во Албанска Македонија. И така настана овие представи, следејќи го Божиот закон на љубовта, љуби го својот ближен како себе си, ние тргнавме да ги љубиме македонците. И секогаш имаше проблем, секогаш имаше противставеност. Така настана овие текстови. Не ја заборавајте гордоста македонска. Налетот на фалангата со песната на устните, пеаните на победите, виното после битки. Сетете се, браќа мои. Пронајдете го победоносниот дамар кој ве понесе со силата и славата македонска. Кренете глава, видете го сонцето. Сетете се на Орфеј, нашиот цар, кој му се молеше на Богот сонце, светиот Илија, за милост и дарување. Представата беше одлична. Собраваме се група македонци, убаво беше. Дружиме се со пријатели, запознаваме некои нови луѓе кои што се тука у Македонија, може би повеќе време, меѓутоа не се познаваме меѓу себе. Ово е убава дружба за нас македонците, да се запознаеме многу повеќе, да се дружиме и едноставно да представиме нашата македонска култура и народ во некои од европските земји. Моментално се наоѓаме во Лондон и убава представа, убава работа, убава дружба. Што би можел да кажам друго? Се најдобро. Ви благодарам. Фала и на вас. Те убедени по вера и клетва, според крвта Божја и допуштение, според заветот на предците, според Зевсовата волја и Бог сонце, водата, мајката земја, сводот Божји, тиха, нека ударува доблес, Артемида војувањето со македонскиот Арес, Деметра плодородието. Кренете глава, стиснете ги дланките, очите нека го косат спротиставениот ви. Подобро да се изгине на нозе, отколку да се живее на колена. Македонци мои. Подобро да се изгине на нозе, отколку да се живее на колена. Арес нека ве води во наред кон бандите варварски. Татко Филипе, поведија тесариската коњаница во наред по десната страна. Челнику, фалангата напред, за рисата кренете, а кон небесата, пешадери и удрете, хетери со мечот по нив. Банда на незнабожци, нека го запомни овој ден. Македонија удира со силата света на Бога, дарувана од вековами. Напред! Напред! Македонија не вика. И така, играјќи по македонските предели, доживуваме многу работа. Во Пиринска Македонија жената на Иван Сингартиски ми рече: тихо, ние немавме леб да јадеме, останавме македонци. Вашиот премиер, тогаш беше еден премиер, не предаде и не продаде на Бугарија. Што да им кажам на тие луѓе?
надоаѓа како бран пред кораб дотрае. Удри! Удри, европеецу! Истиштија душа. Овие заборавиле кои се и што се. Ќе амичкоса коските на мртвите прадедовци ги продадоа за евреници. Ме гони, ме дува егејскиот ветер. Дувај, Еолу, Бореју, брзокрил, дувај не. Ако сме некаков лист или стебленце без корен, ќе не однесеше историјата во неврата. Но еве сме сега и овде. Не ништат, не нишкосуваат, не требат како животни штетници и се уште како феникс се креваме од пепелта од македонското пепелиште. И се уште клетвата на склавиниите, на поделеноста да се јадеме едни со други, за да докажеме кој е поголем, кој ќе го надвладее братот свој, кој ќе биде на друга го кој. Не сакам да имам ништо со вас. Кои сте вие? Да ги судите. Кои сте вие? Да ме славите. Имате ли вие совест и душа? Имате ли срам и перде крвопици? Ке грмнам како Цеус, ке ве робио сам со светиот Или. Не ми требаат фестивали, симпозиуми, годишници. Се откажавте од мене додека бев жив, а сега мртов ке ме славите. Јас, Христо Шишков, се откажувам од такве театар. Пак полудува егејскиот ветер. Ке го тажиме Илинден што го испогани през ношта. Првиот, вториот, третиот, Херонеја, Крушево, Свети Прокор Пчински, четвртиот, раскинување на рамковниот, преспанскиот, сатанскиот, дувај ветру! Не сме стебло без корен. Македонци сме, крепиме со милениуми, иако дуваат ветровите. Еден голем поздрав до нас македонците во Ватворд. Чест ми беше да дојдам на оваа представа. Задоволни сме од представата. Убаво е да се дружиме, да се видиме дека сме горди македонци, дека ја сакаме Македонија. Поздрав до цела Македонија. Ве сакам Македонија, најубава моја. Поздрав. Хвала. Европа, уште колку македонска крв, уште колку македонска крв ти е потребно за да се наситиш. Македонијо, земјо моја, распната на крстот на демократијата, ќе воскреснеш повторно да го спасиш тој безбожен свет, да го просветлиш. Кога фури ветрот, браќа, во тој налет на стихијата, ако бевме стебло без корен, ќе не однесеше историјата во небото. Еве сме сега и овде. Се уште не ничко суваат. Нам го суваат до Балчак, нашите одродени браќа и пријатели. Се обидуваат да не кренат во воздух, да не одвеат напред со силата на Свети Дух. Крепиме. Ако ја спасиме Македонија, ќе го спасиме светот. Ако ја спасиме Македонија, ќе се спасите себе си, вашите деца, ќе го спасиме светот. Ајде да си подадеме рака и да ја спасиме. Сакаме ли да ја спасиме? Мајка Македонија. Во Голо брдо играме представа Требешта над Кукс. Јас го играм Александар Македонски и викам, кој сака да биде Александар Македонски? Селото горе на 2000 метри надморска височина. Колин Фарел. И децата трчаат, 30 деца. Јас. Колин Фарел и Александар. Истата представа, во мала преспа. Кој сака да биде Александар Македонски со мечот?
Дојде едно дете, го зема мечот и почна да рецитира. Браќа, малецка, јас сум Македонец да се бориме да ја ослободиме Македонија. Во Голо брдо ја заклучија гимназијата. Игравме простор на заедисонце, стоевме. Луѓето плачат без солзи, снимени со македонска телевизија нивните лица. Тогаш Маријан Спасов од Струмица, Бог да го прости, играше Филип II, имаше еден монолог одеше вака. Браќа, Македонија е во опасност. Да и помогнеме на мајка Македонија и го држеше мечот и го вика, атакот ќе го започнеш ти и му го дава на еден гледач прв. И го презема мечот 200 души, се крена публиката и почна да вика. Истото се слуши во Избир, Анадолија. Изборувам за живиот театар, театарот на љубовта, театарот кој не признава дека некој забранува македонска култура. Ние зборуваме за Европа без граници, а кога ќе ја поминете границата кон Пиринско, кон Егејско, кон Албанско, секогаш има цид, постои голем цид, македонскиот цид. Не се дозволува културна размена. Ги оставаат луѓето да се чувствуваат дека немаат мајка земја, дека не ги љубиме, го уриваат Божиот закон, љуби го својот ближен како себе си. И тогаш вие гледате дека идејата на Европа без граници не функционира, не суштествува, е лажна и не живее во македонскиот случај. Бидејќи во Егејско ќе ви кажат да пееш, може театар, не може да стане проблеми. Сум разговарал со грчкиот конзул Михалопулус на телефон. Ми вели во тој дел на Грција, откако не покани Домот за македонска култура во Лерин, во тој дел на Грција ми вели конзулот грчки е забрането security резон да се игра на тој јазик. Можеме да ве пуштиме да играте во Атина или таму негде на островите. Блажени се бедните во дух, зашто нивно е царството небесно. Блажени се оние што плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилувани. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бог. Зашто тие синови Божи се, блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат.